Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Секоја година се зголемува бројот на лица диагностицирани со карцином на кожа. Колку е поголема изложеноста на сонце, толку е повисок ризикот за карцином. Дали бенките се опасни и од нив може ли да се развие карцином на кожата? Дали во случај ако ги отстраниме сите бемки би го елиминирале целосно проблемот со меланомот, најопасната форма на кожен карцином? Денеска во студиото на Телма ни е гостинка доктор Верче Тодоровска, специјалист по дерматовенерологија во Меа Медика. Добре ни дојдовте, докторке. Добре ви најдов, благодарам на поканата. На кожата се јавува форма на карцином која што никогаш не метастазира, но од друга страна тука е и меланомот кој што се смета за најопасен карцином на кожата. Што велат последните податоци, кои што мислам дека со 2020 година расте ли драстично бројот на новозаболени од меланом и каква е смртноста? Последните податоци од Глобокан 2020 година кажуваат дека има детектирано преку 320.000 на меланоми. Значи, статистиката воглавном се води за овој најопасен карцином на кожа, додека заедно со сите останати од помалку опасните, да речем, базоцелуларниот и спиноцелуларниот, нивната бројка е многу поголема. Смртноста од меланом за 2020 е околу 32.000 лица. Направени се проценки, значи еден вид во перспектива, доколку овој тренд продолжи, што би очекувале за 20 на години. И бројките се фрапантни. Значи, за 2040-та се очекува да се зголеми инциденцата на 68%, значи скоро 1 милион заболени од меланом, а смртноста за 50%, односно скоро 100.000, 96.000 на смртни случаи. Се ова се, како да кажам, проектирани бројки, меѓутоа фактите кажуваат и од секојдневната практика дека бројот на меланоми рапидно расте. Зошто е тоа така? Со текот на животот, нели, во современието, значи имаме се по продолжен животен век, а знаеме дека кумулативниот ефект на сончевите зраци всушност е еден од главните ризик фактори, може и до 90% е тој главниот виновник за појавата на кожните карциноми, вклучувајќи го и меланомот. Од друга страна, начинот на живот повеќе вклучува престој на отворено. Ако порано се сметаше дека до 18-та година се да речеме процентот на изложеност на УВ зраци е негде до најголемиот процент го добиваме тогаш, сега тие бројки се продолжени негде до 40-та година. Значи и она работно активно население многу време поминува на отворено, а не се штити од сончевите зраци. И последниот момент е што имаме мощна, прецизна и современа метода за детектирање на меланомите, дерматоскопијата, која зема се поголем замав. Значи, колку повеќе луѓе, колку повеќе дерматолози, општи лекари како во Австралија и од други специјалности ја користат, имаме зголемен број на откривање на меланоми во се порана фаза. Меѓутоа, што е моментот? Што во високо развиените земји имаме најголема инциденца на меланоми. Тоа се скандинавските земји, каде што знаеме колку е висок стандардот. На што се должи тоа? Значи, на можноста од здравствена заштита, редовни прегледи, скрининг прегледи и рано откривање на меланомот, кој можеби во 80% од случаите се открива во првата фаза, кога излекувањето и до 99%. Од друга страна, морталитетот кај нив е најнизок. За разлика од останатите земји, кои што не се толку богати и така среќни да имаат добар здравствен систем или добар стандард, меѓу кои сме и ние, за жал, имаме ниска инциденца. Меѓутоа, таа не се должи на малиот број на меланоми, туку на малиот број детектирани меланоми. А од друга страна, морталитетот е највисок, бидејќи, следно на тоа, нели, доцна ги откриваме и многу од пациентите, за жал, завршуваат фатално. А ова е единствениот превентабилен. Значи, може да се превенира во 90% од случаите. Карцином.
со еден обичен преглед со дермоскоп, кој што го носите тука со вас во студиото и ќе покажете како всушност изгледа прегледот. Еве веднаш, што вклучува прегледот? Ова е всушност рачен микроскоп. Значи, со посебен извор на светлина, како што гледате, има два вида на светлина, поларизирачка и неполаризирачка. Едноставно го вклучувате, го ставате на кожата и ги наблюдувате дермоскопските структури. За тоа ви треба посебна едукација и многу искуство, бидејќи секоја кожна промена си е на некој начин единствена. И иако во голем број од случаи имаме карактеристични слики на базоцелуларен спиналиом или спиноцелуларен и меланом, имаме и многу ретки форми кои доколку не сте доволно обучени и немате доволно искуство, може и да ги пропуштите. Како што гледате, прегледот е неинвазивен, нема радијација, нема зрачење, е сосема безболен и може за кратко време да се заврши. Значи, искусен дерматолог може да го прегледа целото ваше тело на просечен возрастен човек во рок од 2 до 5 минути. Што со оние што имаат многу бемки, кои што имаат многу промени на кожата, секоја промена морате да изанализирате? Секоја промена ја анализирате штом го ставите дермоскопот. Ако наидете на некои што се малку сомнителни или невообичаени, може да ги документирате, да направите дигитална фотографија и потоа да ги следите во случај да не сте сигурни во вистинската дијагноза или пак ако е нешто сомнително, веднаш да го пратите на пластична хирургија на отстранување. Пациентите со многу бемки. Што е моментот? Значи, тоа се редок дел од популацијата, отприлика 10 до 15% за ова наше медитеранско подрачје. Значи, што имаат повеќе од 50-100 бемки. Тие имаат зголемен ризик за меланом поради едноставно зголемената меланоцитна активност. Меѓутоа, тие се како да кажам, повеќе обрнуваат внимание на својата заштита и поредовно вршат прегледи токму од тие причини. Така да кај нив со оваа современа дијагностика можеме лесно да го детектираме меланома доколку се појави. И има уште еден интересен податок од најновите студии дека всушност овие пациенти кога ќе развијат меланом имаат многу подобра прогноза отколку останатиот, дури 60% имаме на пациенти кај кои што нема ниту еден фактор на ризик. Кај нив дијагнозата е обично подоцна, значи буквално гледате само една бемка под наводници, тоа е пигментирано или непигментирано јазалче. Значи може да биде и црвено, и розово, боја на кожа која нагло расте и буквално не може да не го видите. Значи поентата со меланомот е што е единствен карцином кој може да го видиме и е навистина безпредметно како сепак успеваме да замижиме пред меланомот. Од страв најчесто. Најчесто од страв, така. А опасни ли се бемките? Дали од нив може да се развие меланом? Бемките не се опасни. Тоа се бенигни тумори, односно промени на кожата кои во најголемиот број од случаите се јавуваат во детството и младоста, некаде максимум до 4-та деценија. Ретки се оние што се јавуваат со раѓање. Значи, од нив, од сите тие бемки, можноста да некоја од нив прерасне во меланом е 1 на 200.000. Или, во проценти кажано, од сите откриени меланоми, само 20% се јавиле на претходна бемка, а останатите 80% се јавиле на сосема здрава кожа, кај што немало претходно ништо. Тоа укажува дека за појавата на меланомот големо влијание има и генетиката, но и начинот на однесување под сонцето. Бидејќи ризик факторите кои се зголемен продолжена незаштитена изложеност на сонце, потоа имаме зголемен број на бемки, како што рековме, светла кожа, светли очи, луѓе кои што имаат некоја причина за имунокомпромитираност, трансплантирани органи или некоја имуносупресивна терапија, например автоимуните заболувања се во голем подам и секој од нив има имуносупресивна терапија. И најголемиот, еден од поголемите ризик фактори е доколку во вашето блиско семејство има некој што имал меланом или карцином на кожа, или пак вие лично сте имале претходно одстрането меланом. Таму ризикот е уште повисок. Како што гледате од сите овие ризик фактори, само на еден може да делуваме, а тоа е изложеноста на УВ зраците. Зошто да не се заштитиме?
Сега ќе зборуваме детално за тоа, но воедно ми одговоривте на прашањето кое што е поставено како тема во денешната емисија, дали со отстранување на сите бемки би елиминирале можноста за појава на меланом? Одговорот е не. Не, имам и практичен пример. Значи, во мојата амбуланта, ова се случува негде пред 2 години. Доаѓа млада жена на возраст од 37 години со многу бемки, мали, темни бемки, значи самата пациентка беше некој потемен тен, нели со кафени очи, кафена коса, што е најчестиот фототип кој што го среќаваме во нашето поднебје. И мотивот за прегледот беше: докторка, јас дојдов кај вас, бидејќи видов дека имате бесплатни прегледи, за да можам да си дозволам да си ги прегледам сите бемки, пошто имам многу, а пластичарот ми каже дека морам да ги прегледам пред да ги извадам. И се договоривме да извадам најмалку 10, бидејќи не ми се допаѓаат, не ги сакам, а од друга страна и да се заштитам од меланом, многу ми е страф од меланом. Во текот на прегледот, значи пациентката имаше, да речам, повеќе од 50 на бемки и голем број од нив беа индуцирани, да речам, од сонцето, на откриените делови како што се нозете, рацете, малку на трупот, и јас најдов бемка која всушност, значи пациентката ја доживува како бемка и воопшто не беше загрижена за неа. Тоа беше бемка на надлактицата, значи ја гледате секој ден. Таа бемка беше како јазолче. Значи темно кафено јазолче, малце испакнато, која почнала откако ја подраспрошав, малку кажа дека таа расте во последно време, ама не ме боли, не крвари, не ме чеша, не ми смета, таа не ме загрижува. Видете ги овие, сакам да ги извадам. Таа бемка беше нодуларен меланом, кој за жал претходно беше мисдиагностициран од некој од колегите, бидејќи оваа бемка не го почитува ABCD правилото. Како е тоа правило? ABCD правилото, нели, асиметрија, нерамни ивици, borders, повеќе бои, диаметар од околу 6 мм, кој веќе е дискутабилен, бидејќи со дермоскопот можеме и со 3 мм, 2 мм да откриеме карцином, и по дееволуција. Ова се однесува за најчестиот меланом, површинско ширечкиот меланом, на кој што отпаѓаат можеби, не знам, повеќе од 70-80% од сите меланоми. И затоа кампањата досега беше насочена на тоа правило. Меѓутоа, значи веќе луѓето се едуцирани за тоа во некоја мера, кој повеќе, кој помалку. Се дојде до момент на, да речеме, позачестено диагностицирање на овие површно ширечки кои што многу споро се развиваат, за разлика од овие кои се многу опасни, многу брзо се развиваат, значи нодуларните или амеланотичниот кој исто така редок. Потоа имаме уште еден тип на карцином, Меркел сел карциномот, кој што е 4 до 5 пати поопасен од меланомот, посмртоносен. И исто така се презентира како едно розово јазолче кое е почнало да расте и расте. Значи, било каква промена, која што е над ниво на кожа или елевирана, е цврста на допир, firm, и growing, односно расте во континуитет во последните 30 дена, мора да се јавите подитно да ја прегледате кај вашиот дерматолог кој работи дермоскопија. Бидејќи тоа се, иако се ретки тие форми, моментот е во тоа што тие завршуваат фатално, токму заради непрепознавањето. Меркел цел карциномот во 56% од случаите не е детектиран, е пропуштен или е откриен многу доцна. И таму, на некој начин, рата на преживување во првите 5 години, како што најчесто ја пресметуваме, е помалку од 60%. За разлика од меланомот, кој доколку го откриеме во првите фази, инситу или нулта фаза, првата фаза, до 99% излекувањето само со една едноставна амбулантска хируршка интервенција. Односно, го вадиме во здраво, гледаме патохистолошки, за што се работи и тоа е тоа. Понатаму нема никакви дополнителни лекувања, само редовни контроли. Докторке, често се случува лицата кои што имаат бемки да одат кај надри лекари да им ги отстранат. Дали тоа проблем, бидејќи понекогаш може да отстранат и нешто што било меланом или е опасно, па потоа не се знае што точно отстраниле? Многу е опасно и ги советувам гледачите никогаш да не посегнуваат по таков тип на помош,
нека дојдат во сертифицирана дерматолошка ординација со лекар кој работи дермоскопија, не боли, ќе видиме што е како е. Најчесто пациентите имаат папиломи, кератози, бенигни израстоци кои што на некој начин им сметаат повеќе естетски или технички, меѓутоа меѓу нив може да се крие и некој амеланотичен меланом, некој меркел сел карцином или меланом, и ако вие него го третирате со некои си, не знам таму какви, непроверени, али меѓутоа агресивни супстанции кои што ја горат кожата, вие само ќе му помогнете да се расшири и многу брзо може лошо да заврши, односно да метастазира. Тоа е основната причина зошто меланомот се издвојува како најопасниот карцином на кожа. Бидејќи метастазира. Метастазира во виталните органи. Меланомот на кожата не е само проблем на кожата. Меланомот е системско заболување, тоа е карцином, рак, како и сите други. И вие морате да го отстраните леге артис доколку се детектира. Немојте веќе да прашувате, а морам ли да го отстранам. Не чепкајте, бемка е да не кажам безпредметно и безмислена една заблуда која се уште живее меѓу нашите. Така, постои убедување со отстранување на бемката, со незино чепкање, дека може да прогресира во карцином. И го нагласувам ова, зошто е тој значи, тоа нема шанси. Нема шанси. Значи, тој мит како настанал? Дермоскопијата е во последниве 15 на години. Меланомот е од секогаш, нели, со човекот. Меѓутоа, порано, ние не сме можеле да ги откриеме меланомите во рана фаза. Додека се уште малечки, или не крварат, или се малку сомнителни и така натаму, туку сме ги откривале клинички. Доаѓа пациентот кај вас, немате дермоскоп, имате лупа или и гледате некоја голема, раскрварена, пигментирана промена. И најчесто тоа е веќе трет или четврт стадиум на меланом, кој веќе има метастази во лимфните јазли или далечни метастази. И кога вие ќе отстраните таков меланом, колку и да одите во здраво, и до 5 см се одела во здраво, човекот фатално ќе заврши, бидејќи тој рак го нападнал организмот во сите негови витални органи. Каде обично метастазира? Мозокот, белите дробови, коските, црниот дроб. Значи секаде може да метастазира. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања на телефонскиот број 3076-677. Доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог од Мија Медика, ќе даде одговор на сите ваши прашања и дилеми. Уште нешто сега во моментов, една промена во однос на порано. Значи, во минатото, токму заради овие причини, кога меланомот бил откривен во подосречна фаза, правилото за отстранување било до 5 сантима, па и повеќе во здраво. И се правеле на вистина лузни, деформирачки лузни. Како напредува науката, веќе е дојдено до заклучок дека дури најголемиот меланом, значи имав еден таков случај каде што меланомот беше 2,5 сантиметри во висина. Значи како едно тениско топче, да речем. Дури и тој меланом се отстранува 2 сантиметри во здраво. Значи најдено е дека тоа е она, да речеме, препорачлива хируршка граница која треба да се почитува, бидејќи се над тоа не дава подобрување. Меѓутоа, битно е да се прилагоди таа хируршка граница зависно од дебелината на меланомот. Бидејќи инситу меланомите може да се отстранат со само 5 мм хируршка граница, додека пак оние што се подлабоки, значи до 1 мм, 1 сантим во здраво, на 2 мм, ако сака и 20 нека биде, се оди само 2 сантиметри во здраво. Со цел да не се плашат гледачите дека овие интервенции се мутилатни како што биле порано во минатото. Имаме гледач кој што ќе го вклучиме во програма и ќе добие предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Да ве прашам, на мене нека ми излезе меланом, сега докторката ми кажа, на окото, на долниот дел на трепавицата. Добро. И сега не знам, нешто на кожниот лекар, она ми испрска и вика, после ќе дојдете още 2-3 пати, вика да прскиме, ама со некој си нивно средство, не знам што. Вие сте сигурна дека имате диагноза меланом?
Докторката кожна тоа ми го кажа. Така, добро. Ви кажала дека имате меланом и го третирала, го прскала со нешто кога што ве разбрав. Прашањето ви е дали може да се отстрани, предпоставувам, што понатаму. Ви благодарам за вклучување во програма. Фала. Пријатно. Меланомот никогаш не се отстранува со течен азот. Постојат опции за одредени други карциноми на кожа од типот на базоцелуларниот карцином и тоа одредени, само одредени хистолошки субтипови кои веќе може да ги класифицираме и со дермоскопски преглед, кои може да се третираат со течен азот. Доколку се работи за површински пигментен базалиом, може и со течен азот да го третирате доколку е на трупот, на неризична регија. Нодуларните базоцелуларни карциноми, кои што се јавуваат на лицето, а таму се најчести, и доколку се во онаа најопасната Х-зона која што е околу носот, устата и околу очите, а најчесто таму се јавува, не сме да се третира со течен азот, бидејќи рецидивите се многу чести, значи голем е процентот на карцином кој што нема да биде отстранет во целост. Затоа се препорачува хируршка ексцизија, особено во тие делови и секако колку што е можно порано, додека е базалиумот 1 мм, 2 мм. Базалиумите во дел на лицето се најчесто во форма на мало бисеровидно јазолче, така малце светликаво, едноставно сјајно, посјајно од останатата кожа и многу мазно. Може да биде и во боја. Меѓутоа, само дермоскопот ќе ни помогне да ни каже кој тип на базалиум е и дури ако е од тие површинските, што не даваат никогаш метастази. Да се разбереме, базалиумот не е опасен карцином, не е опасен рак на кожа. Меѓутоа, во тие делови на лицето може да направи страшни деформитети и мутилации. Ако се сеќавате во Медена земја, мајката на главната јунакиња всушност имаше базалиум во една напредната фаза. Значи, тоа е базалиум кој почнал како едно зрно грашоче, како едно бисерче, околу окото, обично баш во оние регии каде што најчесто ги пропуштаме да им ставиме заштитен фактор. Има и со UV камера кога се прави како го нанесуваме заштитниот фактор, се гледа дека тоа се најделикатните, односно најтешко достапни регии за нанесување на факторот. И доколку го оставите, ако не го третирате, и тука е многу важно, немојте да го оставите нетретиран, тој за години со години ќе расте и може да направи и такви мутилирачки, да не кажам, за среќа поретко ги гледаме во денешно време. Исто така, и сквамоцелуларниот карцином е можно опасен, поопасен од базалиумот. Базалиумот се јавува во 80% од случаи, сквамоцелуларниот е 10-15, останатите се на меланомот. Меѓутоа, сквамоцелуларниот во последно време се гледа дека е во подем. Тој е директно поврзан со продолжено ексцесивно незаштитено изложување на UV зраци, тоа е докажано. Значи, се повеќе ги наоѓаме и кај нив дури морталитетот, што изненадува, е двоен отколку тој кај меланомите. Од базалиумите немаме морталитет. Так. Многу ретко. Но сепак препорачувате пациентката да се јави на пластична хирургија. Да се јави на преглед со дермоскоп да се детектира. Меланом не се третира со течен азот. Можеби не разбрал добро пациентката, можеби и кажала дека е рак на кожа и потоа си го поврзале меланом, бидејќи и базалиумите и сквамоцелуларните се рак на кожа. Јас избегнувам да го користам тој термин во праксата, бидејќи создава страв кај пациентите, ако му кажете дека има рак на кожа. Туку велам имате базалиум или сквамоцелуларен карцином кој што може да се третира и можностите за излекување се фактички, да не кажам 100%. Кај сквамоцелуларниот има само еден момент дека тој знае да метастазира во локалните лимфни јасли. И затоа треба да бидеме уште попредострожни со него. Имаме и еден тип на преканцерози кои што се најчести на скалпот кај мажите кога ќе изгубат косата. Тоа се некако рапави црвеникави полиња, дури се раскрваруваат некогаш, или околу очите кај бели светли типови на луѓе со светли очи, кои што например работеле во градина или биле спортисти или рибари. Тоа се едни рапави, значи како да кажам, повеќе можеби и се осеќаат отколку што се гледат, а се преканцерози, така наречени актинични кератози кои во 5 до 10% може да прераснат во сквамоцелуларен карцином од една страна, но од друга страна, најголемиот број на сквамоцелуларни карциноми се развили на претходна актинична кератоза.
Затоа треба и нив да ги третираме веднаш штом кога ги детектираме со обичен течен азот. Значи актиничната кератоза е преканцероза која што може и мора да се третира. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната Телма амбуланта, ќе ги слушнеме и двете прашања, потоа ќе дадете одговор. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Пред неколку години ми се јави тука на брадата кај од устата, значи како еднотопсил што траеше да речам години, крвавеше без да го гибнам. Отстрането беше на максилофасцијална хирургија и беше диагностицирано карцином басоцелулара. За по 4-5 години на истото место се појави, меѓутоа во многу помала форма, ли тогаш интервенирав да речам одма. Повторно се отстранен истото место, се направи малце поголем рез и повторно е диагностицирано истото. Значи на хистопатолошкиот наод беше диагностицирано карцинома басоцелуларе. Прашањето ми е која е причината за ова и колку е веројатноста да се повтори по трети пат. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач, бидејќи повеќе почекаа. Добар ден. Добар ден, дали се уште е на линија гледачот? Ало, добар ден. Повелете. Да, ве слушаме, повелете. Првично поздрав за емисијата. Благодарам. Се работи за синчето мое, 8,5 годинки, родено е со бемка на самото папче. Па ме интересира во однос на незино пратење и третирање. Бевме еднаш до сега, значи на преглед, ми рекоа дека уште мал, значи ова зборам пред 3-4 години. Па ме интересира и сакам да знам кај се наоѓа докторката, каде точно се работи, за да би можеле да оствариме контакт и преглед, за да можеме да... Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, повелете. Базоцелуларниот карцином е еден од најчестите, нели како што кажавме. Доколку се работи за нодуларен, кој што е најчест во таа регија, како што и објасни пациентката, како јазолче кој е повремено крварело, без да го малтретира, без траума, тоа е еден од показателите. Доколку имате такво нешто што трае подолго од месец дена и не заздравува, веднаш да го отстраните, претходно нели со консултација. Овој тип на карциноми се отстранува до 4 мм во здраво, зависно од самиот тип и локацијата колку дозволува. Рецидивите кај базоцелуларните карциноми што се хируршки отстраните се најниски, од прилика 2 до 5%. Најчесто рецидивираат оние кои се третирани со течен азот или друг тип на третман. Меѓутоа, доколку хируршките маргини не биле доволни, односно биле помали од 4 мм или 2 мм минимум е потребно, можно е базалиомот да се врати, да рецидивира, или не било доволно длабоко отстрането и слично. Бидејќи ризик факторите, некако ми се види дека е млада особата, значи тоа кажува дека се почесто и кај помлади токму ради ексцесивната УВ експозиција. Не би требало да се очекува повторно да се врати базалиомот баш на тоа место, меѓутоа еден отстранет базалиом кажува дека вие сте примиле прилично голема сума, односно количина на УВ зраци, кои што имаат негативен ефект. И тој ефект се кумулира и во одреден дел од животот повторно може да се појави на друго место. И кај нив советуваме само редовни контроли и добра заштита од сонце. Значи не верувам дека ќе се јави по трет пат, меѓутоа може да се јави на друго место. Штитете се од сонце и редовни контроли со дермоскопија. За другата гледачка исто така многу важно прашање. Конгениталните невуси се бемки кои се јавуваат најчесто во првите години од животот. Не мора да се родите со него. Тие се многу ретки кои што со самото раѓање се јавуваат. Значи најчесто се јавуваат во првите години од животот. Овие бемки имаат одредена, како да кажам, динамика на раст и обично растат негде до 18-та година. Ние имаме посебни мерки и правила со кои може да процениме колкава големина ќе достигне невусот на некоја си возрастна, на адултна возраст, да кажам. Бидејќи конгениталниот невус е единствен тип на невус кој го сметаме за вистински прекурсор, односно на невус кај што
може да се развие меланом, особено колку е тој поголем. Значи, кога ќе се роди, нели, или кај детето, може на почеток да биде и само 5 мм. Меѓутоа, знаејќи дека детето ќе расте, ние може да направиме една проекција и ги делиме на мали, средни и големи. Малите се до 1,5 см, средните се до 20 см и останатите се оние гигантски, многу големи, кои што имаат највисок ризик за појава на меланом. Кај овие малите и средните, тој ризик е отприлика негде до 5% зависно од статистиката. Значи, многу мал ризик има. Затоа препорачуваме нивно следење и да се види, ако е на регија која што е козметски не оптеретува, значи зависно од регијата, од типот на самиот, има различни типови на конгенитални невуси, може да се дури да се посочи превентивна ексцисија. Ова е единствената индикација каде што може да препорачаме превентивно да се отстрани бемката, бидејќи тука имаме прорачунат ризик од негде 5%, може и повеќе, зависно и од останатата генетика, нели, дали имало во семејството меланом, колку има такви невуси, дали кога се родило имало и други некои меланотични промени на кожата и така натаму. Така да тоа би било како еден совет, значи да се или да се следи редовно, бидејќи најчесто тие се отстрануваат негде 8-9 година, кога детето веќе соработува и може во локална анестезија. Нема потреба порано, бидејќи ќе треба општа анестезија, а тоа е сепак ризик од 5%. И мајката треба секогаш да внимава доколку забележи нагла промена во бојата, раст во висина, или пак на палпација појава на некои јазолчиња внатре во бемката, тоа обично кај поголемите бемки се случува, да се јави на преглед, инаку еднаш годишно е доволно за почеток. Инаку Вирче Тодоровска е дел од тимот на Меа Медика. Може гледачката да се јави после емисијата и ќе добие контакт за да стапи да добие можност за преглед на незиното дете. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме понатаму. За кожните карциноми денеска зборуваме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог во Меа Медика. Доктор, ќе појаснивте дека бемките не се единствениот ризик фактор за појава на оваа болест. Ги споменавте во неколку наврати уве зраците од сонцето, но се случува меланом да се јави на дел од кожа кој што никогаш не бил изложен на сонце. Како пак сегова се објаснува? Ризик факторот за појава на меланома е интермитентно интензивно изложување на сонце и изгореници. Значи, тука кумулативниот ефект има многу помал допринос за неговата појава, како што е кај базоцелуларниот и сквамоцелуларниот. Кај меланомот изгорениците се главниот фактор. Зошто? Бидејќи за време на изгореницата всушност се случува едно воспаление и доколку се повтори таа еднаш-два пати, се има различни статистики, кај некои велат 5 изгореници во текот на животот ви го дуплираат ризикот за меланом. Кај некои една лоша изгореница со пликови од второ, трет степен, зборам за изгореници од сонце сега, исто така го зголемуваат значително ризикот од меланом. Зошто? Бидејќи при тие инфламаторни процеси доаѓа до оштетување, повторувачки, доаѓа до оштетување на ДНК на јадрото. Значи, во самите клетки настануваат мутации кои со текот на годините се таложат. Значи, ние нема веднаш да добиеме карцином. Туку после еден латентен период од 10, 15, 40 години, зависно од самата генетика која ја носи човекот. Така да, всушност, изгорениците од сонце се факторот. И ние нема да го најдеме таму меланомот, кај што сме изгореле, туку можеме да го најдеме на било кој дел од телото. Значи, буквално сме имале пациенти каде што меланомот се јавил на прстите, меѓу прстите, во косата, на скалпот, дури и покриен со коса. Помеѓу прстите на нозете, под ноктите, на самото стопало, на дланките, генитално да не зборуваме, и исто така има и така наречени мукозални или меланоми кои се јавуваат на слузниците. Значи, може да се јави и во окото, има и така наречен увеален меланом, кој што најтешко се открива, бидејќи е во
натрешните структури на окото. Имаме некои што се јавуваат на надворешните, што се видливи. Меѓутоа, моментот што е, значи не е бидејќи зошто го цело време потенцираме на тој негативен ефект. Значи, ДНК мутациите, нивното наталожување води кон малиген процес. Што е малиген процес? Едноставно клетките во еден момент, бидејќи постојано биле на некој начин оштетувани, веќе не ги почитуваат хомеостатските механизми на околното ткиво, почнуваат неконтролирано да се делат и ги напаѓаат околните ткива органи преку крвта и циркулацијата во далечните витални органи. Тоа се всушност метастазите и на крај имаме опасност по живот. Значи, речиси сите сме изложени од ризик на ова заболување, бидејќи живееме во сончева средина и речиси нема кој од нас барем еднаш не изгорел од сонце на плажа. Тоа е примерната превенција. Значи да го намалиме својот ризик. Има статистики кои велат доколку редовно користите заштитен фактор, ќе изгледате за 25% помладост, ќе го спречите фотостарењето, а и ризикот за појава на карциноми на кожа понатаму во животот ќе го сведете на помалку од 50%. Да, но има податоци велат помалку од 35% од луѓето редовно ги користат кремите со заштитен фактор, така што ова објаснува многу зошто е зголемен бројот на лица со друга страна, вакви карциноми. Тоа е примерната превенција. Тука може секој, фактички треба да се делува на навиките, на промена на навиките уште од најмала возраст. Ако вие го научите детето дека кога има сонце мора да стави шапка, очила, да се намачка и да не седи кога е веќе топло и жешко и го боли веќе, они го шетаат детето. Дури и помалку од 6 месеци, што е за мене многу опасно. Многу опасно. А секундарната превенција, или ако веќе тој праг не успееме да го на некој начин искористиме, да се заштитиме, секундарната превенција би било раното откривање. Прегледите. Па барем еднаш годишно. Како го проверувате вашиот автомобил на технички преглед секоја година? Никогаш не пропуштате. Башка, нели дека е законски на некој начин наложено. Нека ви биде тоа посетник дека треба и вашата кожа да ја провери. Доктор, ќе имаме гледач на линија, да му дадеме можност да се вклучи во денешната телна амбуланта со прашање. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Прашањето е вака. Откриената кожа лесно инциденцата може да се види на неоплазии. Што значи под коса инцидентен не меланом, било која неоплазија? Дали е то доста присутно и дали тука може, на кој начин тука треба да се делува? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, доктор. Вака се. На скалпот гледаме различни типови на кожни карциноми. Најчести се сквамоцелуларните и тоа кај мажите со однос 3:1 во нивна корист, дури и меланомот е почест кај мажите, за жал, 2:1. Така наречените актинични кератози кои понатаму напредуваат во сквамоцелуларен карцином. Значи тоа се оние незаштитени делови, затоа велам најчесто кај мажи, и со кумулација на негативниот ефект на сонцето. Меѓутоа, меланомите на скалпот се исто така се среќаваат, се многу ретки за среќа, или пак некогаш може и да не ги детектираме, особено ако скалпот е покриен со коса. А се случува и тоа. Може, да пример, кај женски и кај машки особи, на оној вертексот баш на врвот на главата, кој што е најизложен на сонце, и тука најбрзо почнува да се проречува косата. Не мора да значи или да биде да има алопеција андрогенетска, она вистинска келавост, дали машки или женски тип, туку мало проречување. А од друга страна, како што веќе кажав, ризикот за меланоми не е само во сончевата експозиција, туку и во генетиката. Така да ако има некоја наклонетост, значи треба редовно да се врши проверка. Особено би апелирала до фризерите и берберите, бидејќи тие се оние кои што најчесто го гледаат вашиот скалп, главата поготово, која што и покриена со коса, меѓутоа при чешлањето ќе забележат, ако забележат било какво јазолче. Или пак темна промена со повеќе бои, што не ја виделе претходно, да го советуваат својот клиент да се јави на преглед. Значи, во
Истото тоа важи и за масерите, козметичарите. Значи, сите оние кои што имаат достап на поголема регија од кожата, од нашето тело, во некои секојдневни активности кои што ги посетуваат најчесто луѓето што не се болни, туку луѓето што се здрави и се во вистинскиот свет нели на младост и работоспособни, одат почесто на козметичар, на фризер или пак на масер, отколку на лекар. Може би ниту еднаш во годината доколку немаат систематски преглед. Така да апелирам и до другите, не медицинската фела, на некој начин да се приклучи. Така, бидејќи може се појави, кажавте, на најнеобични места и под ноктот, вие направивте една објава на Facebook, конкретно за еден познат уметник, пејач, Боб Марли, дека всушност починал од меланом под ноктот. На овој тип, нозете, ако не се лажа. Така, на палецот. Најчести се на палците, на тие ногти и се јавуваат во вид на некоја темна бразда, како линија, која што постепено се шири и се зголемува. На почетокот Боб Марли сметал дека е тоа повреда од фудбал и не обрнал внимание. Меѓутоа, дури и кога му кажале дека се работи за меланом, кој всушност е најчестиот тип на меланом кај лицата од темната раса, како што гледате, не е резервиран само за светлата боја на кожа. Значи, секој може да добие меланом. Так. Дури откако го советувале да го извади меланомот, тој од религиозни причини одбил и за жал завршува летално на само 36 годишна возраст и ни остави само толку музика, а можеше многу повеќе да направи. Доктор, ке опасни ли се оние УВА ламби за акрилни, гелни ногти или се повеќе жени ги средуваат ноктите и потоа ги ставаат под оние УВ ламби? Тоа е извор на УВА светлина најчесто. Секое дополнително експонирање на кожата, значи дополнително, вие секој одење на работа сте изложени на сонце. Одите во парк, одите во градината, се рекреирате на планина, на море, значи не мора да значи дека експозицијата ние ја добиваме само на одмор. Така. Значи, секоја дополнителна експозиција го зголемува ризикот. Има различни статистики. УВ лампите за ногти се релативно нова, како да кажам, нова мода, нов тренд кај младите, за жал, според мене, многу погрешен, бидејќи кожата на рацете на некој начин може да старее побрзо, актиничните кератози и сквамоцелуларните исто така се јавуваат на овие делови и ако тоа го правите вие постојано со години, како и да е, значи ќе го зголемите своето УВ експонирање. Дали ќе се појави или не, зависи и од генетиката. Меѓутоа, зошто да ризикувате? Ако веќе ги правите, ставете 20 минути претходно заштитен фактор. Според мене, таа навика треба да се напушти, бидејќи покрај тој ризик од дополнителна непотребна УВ експозиција, вие имате и на некој начин ризик и од инфекција околу ноктите, бидејќи акрилот сепак колку и да е квалитетен го ја оштетува ноктената плоча. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Сакам да прашам вашата гостинка дали е ризично ако многу проширување на бемки и дали е штетно брадавиците тие што се како израстоци, дали се штетни за да се горат со азот. А имате некој подпрашање во однос на Како ширењето на бемките? проширување на бемки? Добивате нови бемки? Да, значи, има многу проширено бемки низ телото. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Бемките, како што реков, се јавуваат негде до 4-та деценија, најчесто. Така да сето она што се јавува по таа возраст се најчесто од типот на бенигни израстоци, како се броични кератози, папиломи, фиброми, значи различни типови на кожни израстоци кои што едноставно, како да ви кажам, детската кожа е најчиста, најбела, најубава, најмека, најхидрирана. Како што старееме, кожата старее со нас и се појавуваат одредениите израстоци. Најважно е, значи нема некој посебен ризик најчесто, најважно е да се направи преглед, да се направи дистинкција, дали се тоа навистина бемки, дали се кератози, дали има сомнителни промени, а папиломите и останатите израстоци бенигни може да се третираат, меѓутоа советувам под надзор на дерматолог, најчесто со течен азот или останати методи на деструкција, меѓутоа со претходна дермоскопска проверка. И неволетен период?
Или Па може? не се препорачува многу летниот период, бидејќи имаме назначено потење. Изложеност на сонцето во смисла на тие места каде што била промената која ја отстрануваме, кожата е сепак малку иритирана, млада кожа и е поподложна на пигментација, особено ако имате потемен тен и по темна боја на очи, на коса, имате и склоност на пигментираност, така да наместо да добиете естетски подобар резултат, може да ви останат пигментации. Како дел од кампањата Евромеланома најавувате и вие бесплатни прегледи. Да. Во кои денови можат заинтересираните да се јават? Така. Дермоскопски прегледи. Така, дермоскопски прегледи, значи не обични клинички прегледи. Јас се спроведувам оваа традиција, баш гледав наназад малку, мислам дека од 2016 година, редовно, секоја година. Значи, се со цел да се зголеми свесноста кај населението за опасноста од кожните карциноми и да ги едуцираме во правец на самозаштита и само прегледи. Бидејќи секој човек треба еднаш во месецот да направи само преглед за да ги запознае своите бемки или израстоци, на некој начин да знае доколку се јави некаква промена или некоја нова, да алармира да дојде на преглед. А еднаш годишно е доволно да се направи овој превентивен преглед. Оваа година, значи, прегледите ќе се вршат на 18, 19 и 20 мај во ординацијата Меа Медика со претходно закажување на 3-109-252. Ординацијата е Меа Медика во градскиот парк веднаш до Идадија. Најпознатата. А кој би можел се да дојде? Дали и родителите што се загрижени за бемките на своето дете би требало да направат преглед, бидејќи порано се сметаше деца не може да добијат меланом, но еве сега последните податоци покажуваат дека дете на 11 години е диагностицирано со оваа болест. Значи, педиатриските меланоми се под 1%. Поентата е што тој 1%, нели, каде ќе се погоди. Постои ризик, меѓутоа е екстремно редок. Така да јас советувам мајките евентуално, доколку имаат дечиња со конгенитални или бемки што ќе се јават понатаму во животот, еднаш годишно може да направат преглед или иницијална консултација со дерматолог кој ќе посочи понатаму како да прават само преглед и на колку време да доаѓаат. Не мора да значи тоа да биде на секоја година. Додека пак што се однесува на кои пациенти, би апелирала да се обратат оние што имаат некој од овие ризик фактори. Бидејќи таму е поголемата можност да најдеме нешто и да спасиме живот. Имаме гледач на линија. Тоа ќе биде последното вклучување на гледач за денеска, бидејќи со неговото прашање ќе ја заокружиме денешната телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден, баш сте љубезни. Овако, се работи за особа која е родена некаде 2-3 години пред Втората светска војна и од бившите ју простори, која растеше по војна, со феријален сојуз одеше на море и тогаш немаше овие заштитни креми со заштитен фактор, него ако успеавме да најдеме маслиново масло, а се сончавме до безсвест. Да, така. Ама никој не упозоруваше, немаше овакви теми и разговори као денеска. И сега на ова возраст постара, recimo лицето, иако možda 20-30 години, možda скоро и 40 не сум била на море, recimo, а излегувањето надвор, сега со корона е еднаш-два пати месечно, имам isfлекано лице много и recimo по тело така кај што се покривени со алишта, тие хемангиоми, како се викат, црвени мали, така како младежи, да кажем. И ето тоа прашам дали е толку опасно или не. Не сум била на дерматолог, немам ништо така испрашено со некои, се јавуваат некои мали младежи по рацете, малку потемни, ама после тоа се изгуби и толку. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите за оние црвени малечки младежи што се јавуваат на кожата, опасни ли се? Многу од нас ги имаат. Тоа се така наречени чериангиоми, кои што се едноставно проширени капиларчиња, најчесто генетска една предиспонираност, најчесто ги гледаме кај посветли типови на кожа, најчесто на трупот, меѓутоа може да се јават и на другите места. Не се опасни,
може естетски ако ви смета да ги отстраните и не мора. Единствено ако се јават нагло и во голем број да се направи проверка на црниот дроб. Што се однесува до гледачката, очигледно повозрастна особа која што има прилично УВ експозиција веќе примена во текот на својот живот, тука очекуваме да најдеме можеби некој од овие актинични кератози. Флеките на лицето се исто така во правец на можно лентиго малигна, која што е еден од најспоро развивачките меланоми. Така да актинични кератози, базалиоми, значи буквално кај овој тип на луѓе со светла кожа кои што имале репетирачки изгореници, изложување на сонце ексцесивни без заштита, со возраста ризикот е прилично висок. Така да еден преглед не би било на одмет да се направи доколку нешто, нели, или пак ако забележи нешто ново или нагло да се менува и расте, да се јави на преглед да видиме за што станува збор. Температурите веќе се високи, УВ зрачењето денес, како не се лажам, е 7. Да, и УВ индексот е денеска, седмица. Тоа е висок или низок УВ индекс? Висок, да. Веќе од над 8 имаме портокалова фаза. Така да ова малку не изненади наглото затоплување. Мислам дека и веќе во прогнозата ќе треба да се вметне, чисто како еден вид предупредување до граѓаните да знаат дека можноста од оштетување од УВ зраците кога се во волкав интензитет е многу повисока, така да избегнуваат помеѓу 10 и 16 часот да престојуваат подолго на отворено, до работа, на кратки релации и секако да бидат заштитени ако имаат и пролонгирани од 15 минути престои негде на отворено, за да се заштитат. Какви креми да нанесуваме дури во секојдневието при движењето низ град? Да, затоа што сонцето сјае насекаде, не само на плажа. Значи секој изложување да стигнете до работа, колку сонце може да ве фати, зависно дали одите со велосипед, дали сте во автомобил, УВ зраците продираат од стаклото. А тие се главниот фактор кој допринесува за фотостарење и понатаму појава на карциномите. Колка фактор да одбереме? Минимум 30 фактор е препорачен од Светската здравствена организација, бидејќи се смета дека тој всушност заштитува негде до 97%, со тоа што ние го нанесуваме обично во мала количина, недоволно реаплицираме, така да јас препорачувам особено во овие денови 50 фактор, бидејќи на тој начин имате највисока заштита и од УВБ и од УВА зраците и доколку не нанесете доволно и да падне тој фактор, ќе дојде негде до кај 30 и пак сте заштитени. Дури и секако, ако сте подолго на отворено, да го реаплицирате. Особено апел до спортистите, рекреативците, кои ги има во голем број и оние што одат на водно, секако, шапка, значи очила. Најубаво е на такви кај спортистите да користат облека која има УПЕ фактор. Значи самата облека ве штити од сонце, бидејќи не можете вие постојано да се мачкате и да реаплицирате. Има такви костими за капење, како маички, пред за децата. Советувате да применуваме? Да, тоа е најсигурно, затоа што не мора да реаплицирате ништо, заштитено е сосема кожата. Истите ги препорачуваат и за оние кои што возат кајчиња или на регати, поточно јахти и така натаму, морепловци, рибари, значи сите што се подолго време, поготово во вода на отворено, за да на некој начин не мора да користат заштитни фактори. Тогаш заштитниот фактор ќе дојде само на лицето, ама пак е треба и шапка и оджило да се стават. Ви благодарам за вашето денешно гостување и за убавото појаснување на сите аспекти поврзани со карциномот на кожата и главните ризици кои што доведуваат до овој проблем кој што за жал е растечки. Да, се надевам дека успеавме да допреме до гледачите. Нека обрнат внимание малку повеќе на својата кожа, бидејќи кожата некогаш може и да убие. Така искористете шансата за бесплатни превентивни прегледи. Ви благодарам за следењето на денешната емисија и на гледачите кои што денеска се вклучија со нивни прашања. Се гледаме секој работен ден во 12 часот и 50 минути, секако на Телма, кога заедно учиме за нашето здравје. Имајте пријатен ден.